За овие 2 години успеавме да понудиме нови, свежи културни манифестации пред се за младите, кои од година во година веќе прераснуваат во убави културни традиции на самата општина. Денес младите имат можност да се забавуваат и пеат во својата општина. Објектот Домот на културата Димитар Влахов го опремивме во едно целосно, вистинско културно катче. Набавен и поставен е нов мебел, набавен е и техничка опрема, озвучување, осветлување, како и сценска бина. Повторно вратена е библиотеката Браќа Миладиновци во рамки на објектот. Тука е сместен и аматерскиот театар Чекори, со што овој објект добива вистински културен сјај. Денес објектот живее и во него активно се одржуваат повеќе културни настани, како промоции на книги, изложби. Објектот нуди можност за реализација и на останати различни настани. Со буџетот за 2019 година за прв пат обезбедивме средства во висина од 2 милиони денари, со кои се грижиме за одржување на објектите на домовите на културата на ниво на територија на општина Газибаба. Наша цел како општина е да превземеме во целост грижата за објектите на културата на територија на општината, зашто веќе започнавме процес за регулирање на имотната состојба на објектите. На овој начин ја започнуваме и децентрализацијата во делот на културата. Со тоа ќе станеме прва општина во нашата земја која веќе го завршила овој процес. Со буџетот за 2020 година обезбедуваме средства со кои ќе извршиме обнова на спомен бистите на народните херои од народно-ослободителната борба во основните училишта. Во 2018 година го започнавме проектот Танц на полуматурантите, кој преминува во убава традиција. Веќе втора година поред, пред завршувањето на учебната година, организираме парада на полуматурантите на плоштадот во Автокоманда, каде заеднички играат модерен танц, а настанот го завршуваме со забава на плоштадот. Сакаме за нив да создадеме модерна општина која ќе даде шанса на секој. Општина која своите млади ќе ги зачува тука дома. Уште еднаш покажавме дека различностите не обединуваат, не сплотуваат, не прават посилни, нераскинливи и дека токму мултиетничкиот живот е нашата иднина. Во 2018 година, исто така за прв пат го организиравме настанот Вкусија Газибава, вкус за сите генерации, со кој го отворивме и плоштадот Коцка, тука до Домот на културата Димитар Влахов во Автокоманда. На површина од 2300 метри квадратни, овој простор од празен и монотон денес блеска во нов сјај. Овој настан на едно место ги спојува компаниите од нашата општина кои ги нудат своите производи, а посетителите имаат можност да уживаат во добра музика. Оваа година додадовме нова свежина на културните настани, каде понудивме богата програма за сите генерации. Ги слушаме граѓаните и нивните добри предлози ги прифаќаме. Оваа година добивме една добра конструктивна критика за името на настанот, која ја прифативме, па веќе од следната година настанот ќе го носи името Вкусот на Газибаба, вкус за сите генерации. За овие 2 години од мандатот бевме вистинска поддршка без селекција на културните работници, културните здруженија. Поддршка дадовме во печатење на 3 книги, поддршка добија и повеќе културни манифестации, како и повеќе културни здруженија кои со своите настани учествуваат во креирањето на културниот живот на општината. Преку културата и културните здруженија од општината се промовираме пред светот. Културата носи нови инвестиции во општината, како музичкото студио Феймс, кое снима филмска музика.